Министерот за финансии Зоран Ставревски потврди дека кредитот од Меѓународниот монетарен фонд кој државава го доби вчера ќе биде искористен за буџетска подкрепа. Кон крајот на следниот месец се очекува собранието да ја даде поддршката на законот за задолжување со кредитот 480 милиони евро од Меѓународниот монетарен фонд, пошто средствата ќе бидат подигнати. Секако дека инструментот, односно кредитната линија во износ од 480 милиони евра е значајна не само од финансиски аспект, односно како поддршка на економските политики на Република Македонија, туку и како силен сигнал за тоа дека Република Македонија може самостојно да ги води економските политики и како таква може и да се појави на кредитниот пазар. Имено со одобрувањето на оваа кредитна линија од страна на ММФ се подобруваат условите и кредитниот рейтинг на Република Македонија за излегување на кредитниот пазар, евентуално емитување на еврообврзница или било која друга форма за користење на средства од екстерни извори. Ставревски официјално потврди дека владата спроведе мерка за поевтинување на шеќерот. Да, владата на Република Македонија на завчерашната седница подочно донесе одлука, времена мерка за намалување на царината на увозот на бел шеќер од 30% на 5%. Одлуката е во насока на поддршка на индустријата, на кондиторската индустрија и поддршка на македонското стопанство, односно и на барање на македонското стопанство, односно на коморите кои што искажаат такво барање и соодветствува на условите на пазарот, каде што имаме во овие околности во текот на 2010 заради состојбите во земјите кои што се главни производители на шеќер, тоа се Тајланд, Бразил и Австралија, заради временските и други услови имаше зголемување на берзанската цена на шеќерот. И во тој контекст ние сметавме дека е соодветно како времена мерка во период од 9 месеци да се овозможи увоз на шеќер со пониска царина, наместо 30% царинска стапка, значи таа ќе биде 5%, доколку се позитивни ефектите како што очекуваме да бидат позитивни, таа мерка понатака ќе продолжи или ќе се трансферира во долгорочно намалување на царината и после тоа. Министерот Ставревски патем најави дека има можности за пролонгирање на рокот за откуп на државно земјиште по 1 евро за квадрат. Се разбира дека крајниот рок за сега е 27 јануари. Ние по завршувањето на тој рок ќе направиме анализи каква е состојбата, кои се околностите и колкав број на граѓани евентуално нема да успеат да искористат оваа можност и после тоа, врз база на оценката на владата, ќе донесеме соодветна одлука дали треба да се даде нова можност или ќе заврши со овој рок што е предвиден за сега.